Mašala. Živo, dobri ste? Dobar den. Zdravo živo, kako ste? Zdravo drugari. Малко на поста кај вас. Краде и нема да крадеме и ќе има за народот. Споменици нема да правиме. Поздравиме. Здраво живо, како сте? Добро ден, ајде, добро сте. Да видиме Подгорци малку се пошетаме, се видиме со народот. Дали не е штета ова, господине? Овде се лечиме. Ево е. Каков материјал сме се здравили на дотука? Кога е тоа направено? И прво и втора, не Така, да станете, никој. Ево. Средства беа одобрени. Ојде од други џепови. Да. Ево, жалост. Ево. Ова е Катастрофа. големата катастрофа. Ова е здравје се работи. Ова е таа власт која гради. Здравјето на луѓето. Така. Нели? Тоа не е важно. Дома ако имаш болен човек, има ли поважно освен да се излечи човек? Нема. Другари, добар ден на сите. Ви благодарам на вакво прекрасно гостопримство. Подгорци е едно од населените места кое што представува пример како не треба власта да се однесува. Односно, со само еден дел од опашката на конјот на Александар Македонски се решават овде проблемите кои што го тиштат ова население. Жалам што приносењето на буџетот за 2016 година на амандманот што беше на пратеникот Јован 20.000 евра за прочистителна станица им бараа за да се реши проблемот во населеното место и тоа не го дозволија. 20.000 евра, а еден споменик во Скопје 10 милиони евра. За жал. Такви се тие од власта кои што ги видовме со проектот Вистината за Македонија. Мора да презедеме чекори да си ја спасиме Македонија. Јас сум уведен дека ќе ја спасиме Македонија. А во новото време ветувам овде во Подгорци дека ќе решиме конкретни проблеми. Прво, ќе отвориме работни места за овие млади луѓе. За ваквото прекрасно гостопримство. Ми кажуваат вака народ не се собрало одамна во Подгорци. Ова е силна порака. Ги гледам младите, наредните генерации кои што доаѓаат после нас. Тука се, сакат фер шанса, со своја рака да сработат за достоинствен живот, за да може да оформат семејство, да се мажат, да се женат, деца да чекат. Барат само фер шанса, а ние постарите сме должни таа шанса да им ја обезбедиме. Заедно сите таа шанса имаме обврска на младите да ја обезбедиме. Затоа го дадов зборот денеска во Подгорци. Заедно ќе ги решаваме проблемите. Заедно ќе се бориме за подобра иднина на сите нас. И заедно ќе се гордееме пред генерациите што доаѓаат после нас. Дојде време за модерна битка на 21 век, повторно слободата да ја вратиме во нашата земја. Да сте живи и здрави! Да живееме! Но движејќи се по Македонија, мене ми е јасно. И сакам тоа што ми е јасно да го споделам со вас. Промените итат кон Македонија. Слободата, демократија, правдата, европските вредности повторно се враќат кон Македонија.
Ne može ni Grujevski, ni Sveti Grujevski to da ga spreči. Nije doaja, uspredio svoj čas. Evo gledate vaka kako kreira postojano slučajevi, kako podmetnuva. Патен е жив. Жив е патен. Градосијата во нашето општество е што Груевски преку Министерството за внатрешни работи, преку МВР правило фиктивни лични карти. И илјадници се на број. И овде во Струга, и во Струмица, и во Скопје, и во Ресен, и во Битола, и во Тетово. И илјадници се на број. Фиктивни лични карти. И издавале само за да гласат на избори. Без разлика дали има решение за живеалиште. Без разлика дали го следува некој лична карта. По закон се одговара со затвор за ова работа. Има да се одговара па мајка Јана ако сака. Затоа е вака како ранета мечка се однесува си во овие денови. И вели, имало нова влада на 15 јануари. Има и нова влада и има нов премиер. И Груевски никој пат повеќе во Македонија нема да биде.